Колега Гајдов, идејата за проширување на Европската Унија со земји членки кои што ние ги нарекувавме од втор ранг, каде што нема да имаат се уште право на глас и право на вето, се чини дека не најдена зелено светло, барем кога се во прашање оние последни средби кои што ги имаат дипломатите, како што пишуваат и дел од медиумите, конкретно Политико. Што ќе значи тоа сега за Македонија? Морам да се поведам на една аналогија пред некоја година, кога исто така Европска Унија се бунеше за Украина. И председателот Бајдан ги собра и нареди не само да помагаат за Украина на американската интервенција против Путин, туку 300 милиарди евра ги чинеше тоа. О исток и вака. Тие може да се селат додека не се јави газдата или од Флорида или од Вашингтон. И тој ќе им нареди и тие ко попчиња ќе гласаат за влегување на Западен Балкан начело со Украина и Молдавија, зашто најмногу се нервира Трамп, што вети во предизборната кампања дека за 24 часа ќе го реши судирот во Украина. Колку актуелната ситуација, веќе ја спомнавте Украина, случувањата со Блискиот Исток, можат да влијат и понатаму на такви одлуки од страна на Европската Унија? Европска Унија сега му прави инат на Трамп и Трамп се обидува со Путин да ја смири топката, а тие се обединиле ќе помагат на Украина да го победи Путин. Будалштина невидена неукост. Невидена неукост. Затоа што Путин молчи. Зошто молчи? Него му е важно да му ги симне Трамп санкциите и да го освои Одеса и да го затвори Црно море. А баш го брига него за Иран, зашто има морална и политичка обврска, зашто Иран е член на БРИКС. А тоа е голем срам за Путин, што се прави дека е он шеф на БРИКС, иако шеф на БРИКС е фактички Кина. Зашто Кина увезува 90% од нафтата од Иран и 70 милиарди долара ложи во венецуелската индустрија за нафта, за енергија. Значи, тоа е приказната зошто тука молчи Путин. Ако по ова гледавме план Б, и еве да речеме доколку не успее, ако остане Европската Унија на таа одлука на која што сега е тоа иако првично некаде на маргините, на ниво на амбасадори е сепак, имаме ли план С ако од една страна ги земеме како што спомнав случувањата во светот, од друга страна еве вчера и Вајц повторно имаше изјава во која што укажува на тоа дека без уставни измени нема евроинтеграција за Македонија, но и од друга страна го имаме оној евроскептицизам на дел од земјите членки на Европската Унија како што е Франција, која што кажува дека до 27 година можеби прашањето за проширување не треба толку да се отвара, бидејќи таму ги чекаат сега претседателски избори. Макрон се силеше преку интервју за Економист дека НАТО е мртов. И каков чекан доби по глава. Бајден му го зема договорот со Австралија за 40 милиарди долари да прават французите атомски подморници за Австралија. Исто и сега ќе се случи. Не можат овие нашиве и кутри европјани да се караат со Трамп, зашто на Трамп е најважно што побрзо да е впика, да не бидам вулгарен, Украина во Европска Унија да ги превземе парите за обнова на Украина. А тоа е 300-400 милиарди евра. Ја мислам дека план Б знае само Баба Ванџа, зашто ние немаме никаква алтернатива за влегување во Европска Унија, зашто овде на Балканот има два проблема: Косово и Македонија. Косово неќе Србија да ја признае, а Бугарија ни прави препки да не влеземе кандидатски во Европска Унија, поради тоа што ги сакаат бугарите во уставот. Значи, тие две работи ќе ишезнат преку ног, затоа што некои мои колеги погрешно имаат предпоставка. Кога ќе дое крајот Бугарија да гласа дали Македонија да влегува во Европска Унија, тогаш таа нема да може да има избор на шведска маса. Ова може, ова не може. Ке добие пакет од 8 држави, па да гледам јунаци, да го направат тоа, некеме.
Можеме да очекуваме игра на двојни аршини во една таква ситуација. Ја спомнавте Украина, наголемо се зборуваше за влезот и приемот на Украина и на Молдавија во Европската Унија, меѓутоа каде сме ние во целата оваа приказ? Ние сме на маргините ко секош. И мислам дека од нас ништо не зависи, а тоа што се, да не кажам, джилита премиерот и неговиот шеф на дипломатија, ние имаме цврста позиција. Добро е тоа, ама таа е цврста позиција. Бугарите во устав само тогаш кога ќе влеземе или пред да влеземе. Тоа е идеја што ја кажа градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, на 6 јуни 2023. А утрента, без око да му трепне, тоа го повтори во исто студио Канал 5, премиерот Мицкоски.